Јасен е ставот на опозицијата, уставни измени под овие околности и бугарски диктат се невозможна мисија. Ова е епилогот од средбата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и заменикот помошник државен секретар на САД Габриел Ескобар. Од ВМРО ДПМН информираат дека единствено решение во оваа исклучително тешка ситуација се предвремени парламентарни избори, на кои граѓаните ќе изберат влада која ќе има легитимитет. На средбата беше потврден ставот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во врска со уставните измени. Исто така беше потенцирана од двете страни потребата за јакнење и продлабочување на стратешкото пријателство меѓу двете држави. Претседателот Мицкоски потенцираше дека актуелната власт во Македонија за многу внатрешни политички прашања погрешно информира меѓународната заедница, вклучително и САД. Уште еднаш беше афирмиран ставот на партијата дека суштинската заложба и приоритет на ВМРО ДПМН е Европската унија и евроатлантските вредности. Ескобар на еден начин испрати порака до власта дека треба да поработи на темата со корупцијата. По негативните оценки на оваа тема кои што ги добивме од ЕУ и САД, Ескобар сега ни порачува дека партнер на официјален Вашингтон може да биде држава која е решена да се бори со овој горлив проблем. САД ги гледа како природни партнери оние кои што се посветени на европската интеграција на НАТО и на борбата против корупцијата. И сакам тоа јасно да го посочам. Ковачевски цврсто останува на ставот дека уставните измени се единствено решение, иако 80% од граѓаните се против менување на уставот. Премиерот е цврсто решен дека тие мора да поминат. Ова само потврдува дека се работи за исклучително важно прашање и вие тоа најдобро го знаете како медиуми, кои што известувате на многу теми и во земјата и од странство. И ќе се води толку колку што е потребно за да се донесе правилна одлука и да се донесе вистинска одлука заради остварување на целите и визијата на граѓаните на оваа држава. Ескобар е на ставот дека не дошол да врши тортура врз некого на темата уставни измени, туку тука бил да објасни зошто тие се потребни. Европа и Америка имаат потреба од вас, така што вие сте стратешки партнер како и близок пријател, некој кој што директно имал корист од тоа партнерство и вие исто така сакаме да имате корист од тоа партнерство во носењето на тешките одлуки кои што ќе донесат посветла иднина. Во својата дводневна посета на Македонија, Ескобар оствари средба и со македонскиот претседател Стево Пендаровски, на која главна тема на разговор беше потребата од уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот, со цел Македонија да добие втора меѓувладина конференција со ЕУ и реален старт на преговорите за членство.